Со овој дел на булеварот Теодосиј Галоганов завршуваме, значи, со левата страна на булевар Теодосиј Галоганов со фасадите. Конкретно ова е Миле Поп Јорданов број 78, завршивме со оваа фасада која не чинеше 4 милиона и 100 без ДДВ, со ДДВ негде над 5 милиона денари, и исто така 10-та кула беа од страната паднати, веќе беше направена фасада, меѓутоа беше падната затоа што дозгора немаше окапници, и со влегувањето на водата и во зимно време кога има мраз, нормално дека фасадата ќе падне, и тие две страни ги реконструиравме. Значи на потезот од Министерство за економија, се што е по булевар Теодосиј Галоганов од лева страна ги реконструиравме фасадите. Во изминативе неколку години потрошивме нешто околу 20 милиони денари токму за ова намена. Прво, естетски да ја разубавиме општината, второ, функционално, трето, да имаме поголема заштита на електрична енергија. За оваа година исто имаме толку пари одвоено и оваа година очекуваме 3-4 нови фасади да направиме на територија на општина Карпаш. Со оглед на тоа дека сите фасади во Карпаш се правени во ваш мандат, колкава е бројката на фасадите? Само една фасада е направена во време на претходниот градоначалник, другите се сите, имаме 60 фасади направено. Од која година живеете тука? Па од почеток, од 73-та година сме тука и еве дочекавме да се направи фасада. За прв пат ли се прави ваква реконструкција? Па за прв пат се прави, да. Малку почекаме во однос на другите згради, 7-8 години, ама дојдовме на ред и ние да ни направи фасада и сме многу благодарни на председателот и на општината нормално. Да, за прв пат нема тука. Малце почекавме, ама успеавме сепак, доживеавме да се изврши тоа, бидејќи последни сме од сите 6 згради. За колкава зграда станува збор? Колку спрата, колку влеза? 10 спрата, 50 станара, 50 станови. Поднесовте барање до општина Карпаш, како одеше таа процедура? Преку куќниот совет? Не, имавме иницијатива, бидејќи и другиве комшии први направиве и ние дадовме, дури и за рампата после и така, али ова на крај испадна дека ние мислевме дека нема да се оствари ова, ама ете, се викаме буџетот, ова, она, секој се пролонгираше, добро, се разбирање имавме, ама... Добро, сума сумарум, задоволни со одработењето на локалната самоуправа, колку таа е сервис на граѓаните, колку излегува во пресет на нивните барања? Да, освен ова последно, да ви кажам точно, сепак ние во секој случај задоволни сме, поготово со ова што еве така имавме и со канализација нешто проблем и ова све се решава тоа со локално. Ако гледаме се е локално, нели? Во ингеренција на општината. Во ингеренција на општината, да. Еве и рампа ни дозволија што беше исто проблем пред тоа. Тоа да ви кажам, и тоа беше долги години проблем, додека една од соседните згради прва не онади и после тоа кога дадовме иницијатива, тука да ви кажам општината многу и поготово градоначалникот даде одобрение со еден збор, бидејќи пред тоа не ни дава. Јас сум жител на Миле Поп Јорданов, поточно на овој објект што е во санација со хидроизолација, со фасада. Така да времето си покажа дека кој чека тај да чека, значи ние чекаме долго време, благодарение на општината, градоначалникот и останатите од советничката листа. Дојдовме до ситуација да е, како што може да видите, зградата ни е сега една од подобрите, е во функција, така да ние сме презадоволни. Знаете ли што ќе добиете со оваа нова енергетска ефикасна фасада? Па со енергетска, значи фасада би требало да добиеме разлика во температурна разлика зимо-лето, плюс минус од 3 до 5 степена, колку што јас сматрам. И за тоа сме благодарни, затоа што претходната беше и опасна фасада, многу паѓаше, се ронеше, така да сега мислиме дека со овој потек дека идеме напред.